Добро, така. Предпоставам дека секој од нас има некаков страв, се плашиме, фобии. Децата имат стравови, децата обично се плашат од темно. И така има една шега, мајката го пратила малото дете во подрумот да земе тегла сладко. И детето рекло: мамо, знаеш дека се плашам од темно. И мајката рекла: ама Исус е таму, нема што да се плашиш. И детето охрабрено се симнало, дошло до вратата, погледнало внатре, во темното и рекло: Исусе, те молам, дај ми една тегла сладко, кога веќе си таму. Исус е таму, ама што е сигурно, сигурно е, да не се влегува во темното. Луѓето се плашат и бараат различни начини како да го совладат стравот. Има една, велат, кога се плашиш и си во темно, пеј си, нели? И песната ќе го избрка стравот. Има и народна поговорка. Не реков дека ќе вклучувам народни поговорки да ги учиме. Има една, како беше? Мечка страв? Мене не. Ова ја знаете сите добро. И која е идејата на таа поговорка? Мечката во народниот фолклор е најголемото и најсилното животно, зашто ние во нашите шуми немаме лавови или тигри, имаме мечки и тие се символот на нешто што е смело и така силно. И според таа поговорка, дури оно што мечката се плаши, јас не се плашам. Ама нашиот народен мудрец е и шеговит честопати, па има продолжение, кој вели: мечка страв, мене не страв, ама се устрав. Да. И тоа често пати се случува и во нашиот живот, нели? Се охрабрувам, ама стравот се останува. Се плашиме од многу работи и можеби најмногу се плашиме од смртта. Како мал јас памтам дека ми беше страв да одам на гробиште, зашто се плашав да не излезе некој умрен од гробовите. Кога човек ќе порасне, го надминува тој страв, но пак останува. Тој страв од гробиштето, зашто гробовите асоцираат на она од што се плашиме, смртта. И не подсетуваат дека на крајот на криштето сите ќе завршиме таму. Или во Бутел, или во Ѓорче, или на Камник. Ќе завршиме некаде, на некој од гробиштата. Исаја сликовито го представува гробот, нели, тој шел, го користи зборот шел, како една голема, бескрајно отворена уста која голта. Голта. И навистина така е. Тоа е вистината за гробот голта. Сите што биле на земјата, се живо, не само луѓе, завршили на крајот во земјата, во прав. Она што е кажано од Бог како крајното проклетство на човекот заради гревот. Ке одиш во прав, прав ке станеш. И колку и да ги разобуваме гробовите со цвеќиња, да ги украсуваме со убав мермер, останува потсетувањето, нели она мрачно потсетување дека на крајот ќе завршиме таму, а смртта е она што се сведува, нихилизира на нула. Што е да сме правеле, на крајот ќе бидеме сведени на ништо, на прашина. И затоа текстот, нели, кој го разгледуваме, Христовиот погреб, има големо значење, треба да донесе навистина, не како пеење само песна или поговорка, туку навистина реална сигурност и ослободување од стравот од смртта, зашто Христос отиде таму пред нас во гробот, за да ги отстрани сите оние последици кои што ги донесе гревот и конечната, гробот или смртта. И тоа е многу важна тема, погребот е важна тема на Христос. Кога Павле им пишува на коринтијаните во првото послание и ги подсетува на што им говорил, кои се вистините што им ги откривал, вели дека прво, најважно, или во нашиот превод, од првостепена важност, а во оригиналот текст е само еден збор, протосис, најпримарно, суштинско, е сведено во една реченица. И тоа кажува, нели, од првостепена важност е ова: Христос умре за нашите гревови,
според писмата, беше погребан и воскреса на третиот ден според писмата. Така да во тој ред на настани, Павле не го заборава погребот и го вклучува како нешто од првостепена важност. Протосис, најважно нешто. Важно е бидејќи во тој процес, тој надолен пат што Христос го измина од Божјо обличе, зимање на облик на човек, зимање на вид на слуга или слугување на човек, умрирањето или страдањето на крстот, на крајот тој стигна и до гробот. Она што е како последен чекор, последното место каде што завршува унизувањето на човекот заради гревот, неговото претворање во прав. Христос ги помина сите тие работи за да го земе проклетство, да не избави од сето тоа. И тоа е толку важно за раната црква, што сите апостоли кои живееле во раната црква, нели? Кога говориме за раната црква, мислиме на апостолите, зашто тие се дел од раната црква, го вклучиле во, тоест евангелистите го вклучиле во Евангелијата. Раната црква која што го формира апостолскиот символ на верата, го вклучува и тој момент дека Христос беше убиен во времето на Понтиј Пилат и беше погребан. Тоа е така истакнато во тој символ на верата. Слезе во адот, слезе во шеолот, во светот на мртвите. Потенцирано е во тоа вероисповедание. И така, Јован го опишува на посебен начин, во неговиот стил, истакнувајќи неговите поенти на Евангелието, божественоста, човечноста на Христос и божествениот суверенитет во целиот тој процес. Тие се основните идеи кои видовме дека превладува целото Евангелие во целиот процес на апсење, осуда, страдањата на крстот и сега гледаме дури и во погребот. Божјата суверена рака го води целиот тој процес. Божјата грижа, Божјата добра намера за човекот покажана во Христос. И како што Бог се грижеше, ја покажуваше својата грижа на крстот, така тој ја покажува постојано својата грижа кон нас. И веќе прочитавме, ај сега да видиме што станува збор или како Јован сето тоа го прикажува во своето Евангелие, овој настан. Почнем со тоа беше петок, тоест продолжува Јован со неговата иронија, иронично така да ги представува настаните. Најголемата иронија што тоа истакнува е фактот што оние што го толку долго го чекаа Месијата, копнеа за него, пишуваа за него, му пеа песни, кога дојде, го убија. Го чекаа и на крајот го убија оној што толку долго го чека. И тоа е на голема иронија. И втората иронија е овдека во овие стихови истакната, еден презир кој се покажува кон суштината на се. Самиот Христос им каже на фарисеите дека го цедат кумарецот, а ја пропуштат камилата. Тоест, се занимаваат со ситници, со формални работи, а суштината на нештото ја пропуштаат. И тоа предупредување е сериозно, зашто тој менталитет на фарисеите е човечки менталитет на сите нас и ние сме склони да си создадеме форми, шаблони, клишеа, фрази, да се занимаваме со нив, да се, така да кажеме, заробиме и да губиме суштината. И кој е тука конкретно тоа заробување? Во тие комарци, во тие ситници, а ја пропуштаат суштината. Толку внимаваат на правилата од Мојсеевиот закон, на оно што е пропишено за Пасха, за петок, за сабота, што ја пропуштаат или го пропуштаат оној кој е суштината на тие правила. Сите жртви, сите обреди, сите правила што беа запишани во Стариот Завет, беа сенка на Христос кој е суштината. И сега дојде Христос суштината и они го раснаа суштината, но остануваат тука посветени, и тоа го откриваат овие први стихови, на таа форма,
посветени на правилата на Мојсеевиот закон. Мојсей многу им значи со законот, а оној за кого што Мојсей говореше дека ќе дојде поголем од него, го отврлија. И така, која е нивната грижа? Нивната грижа е дека е петок, попладне, уште неколку часа, можеби, минути, не знаеме колку, ќе дојде 6 часот, а тоа доаѓа саботата. А ова пак вели Јован, ова сабота е голем ден, посебно важна сабота, зашто е пасхална. Паската е само еден ден, меѓутоа е дел од целоседмичен или 7-дневен циклус на празнување, зашто после Пасхата следи празникот на пасните леови, кој се празнува една недела. И во таа една недела задолжително ќе се падне една сабота. Таа сабота е многу голема сабота. Сабота на која се посветува посебно внимание со посебни ритуали. И тоа е она што ги имат во предвид фарисеите. Доаѓа за неколку часа или минути големата сабота. Ние имаме многу петоци, имаме еден велики петок. Имаме многу недели, а имаме една велика недела. Така они имат една велика сабота во календарот. И таа сабота доаѓа. И точно пред да дојде таа сабота, они го распнаа Бог на крстот. И тоа не ги загрижуваше, ама ги загрижи процедурата на законот. Дека не ја спазуваат процедурата. А според Мојсеевиот закон пак, или во Второзаконие 21 глава, пишува дека проклет оној кој што ќе виси на дрво и затоа треба да се симне, да се погрева пред зајдисунце, зашто проклета ќе стане и земјата. И тоа е грижата на фарисеите. Таму има тројца распнати осуденици. Голем празник доаѓа, голем ден, за да не стане проклета земјата и тие на тој начин да се осквернат, брзаат да ги симнат од крстот и да ги погребат. Од друга страна пак, римјаните пак се имат своја пракса. Осудениците на крстот виселе со денови. Ги оставале да се измачуваат. И дури кога ќе умрат, ги оставале мртви да висат, за да бидат како лекција на останатите. Да знаат дека како ќе поминат ако се креват против Рим. Имало ситуација во која што го крателе по потреба мачењето на осудениците, процедура која била и дел од измачувањето, но била и дополнително измачување. Се вика круцифрагум или круцифрагија или фрактура на колената, така латински кажеме, тоест зимале чекани, тешки и ги здробувале колената на осудениците или пак зимале лост железен, го мотале околу нозете и стеблото и предизвикувале кршење на колената. Многу болна процедура. Крајната цел била, и дополнително мачење, меѓутоа и забрзување на смртта, зашто распнатите на крст користеле нозете да се подкреваат и така да земат воздух. Меѓутоа со скршени колена увиснувале и се угушувале без воздух. И тоа го барат сушност фарисеите, барат од римјаните, да се забрза постапката, зашто е празник и не треба да се прекрши Мојсеевиот закон, да се наруши. Треба да се забрза смртта на овие што се распнати. И римјаните излегуваат во пресрет на фарисеите и тргнуваат да го прават тоа, круцифагијата, откриваат дека Христос е веќе мртов, а нозете на останатите двајца ги кршат. И за да се увери, и сега тоа нели смртта или сомнешната смрт во Христос е пак поттик да преземат друго дејство, тоа е да се осигурат во смртта и со копје ги пробудуваат ребрата, тоа е скопје насочено кон срцето на Исус. Тоа е тој финален чин на екзекуција.
да се сигурни, како например се гледали во филмови, се стрела некој, осуден на стреляње, на крајот оди еден и последниот куршум во главата за да биде сигурен дека е извршена екзекуцијата. Тоа е таа намера да бидат сигурни дека Христос е мртов. И од тука натаму, понатаму излегувал течност, нека вода и крв. Овие два настани, Јован ги вклучува овдека, бидејќи имаат големо значење за него. Очигледно многу му значиле. И додава, тој што виде, Јован е тој што виде, посведочи. И сведоштвото му е вистинско. И знае дека ја кажува вистината за да поверувате и вие дека тие две нешта се случија. Прво, не беа прекршени колената на Христос и второ, ребрата му беа прободени и оттаму му излезе вода и крв. Се тоа се важни, зошто се тие важни настани? Ние денес, наша перспектива, погледнато од 21 век, кој сакаме да знаеме љубопитни работи и отвараме компјутер и пишуваме на оние алатките за вештачка интелигенција да ни дадат одговор и сигурно нашето прашање ќе биде од медицински аспект сега што значи тоа. И тоа е денешниот интерес. Околу тоа се вртиме. Што значи мешање на крвта со водата и така натаму. Да, медицински е докажано дека перикардитот или увивката околу срцето исполнета со течност и кога поминува копјето, ја расекла таа мембрана или што е обвивка и срцето го проводи, така се измешува или потекува од раната на Христос течност или водена течност и крв. Меѓутоа тоа не е интересот на Јован. Неговиот интерес и тоа неговото евангелие е теолошки, богословски. Затоа Јован е наречен единствен од сите апостоли богословот. Светиот апостол Јован Богослов. Такво е неговото евангелие, богословско. И овие моменти се богословски моменти. Има неколку поенти овдека. Прво е во духот на неговата намера, една од двете намери во евангелието, да ја покаже, да ја докаже и човечката природа на Христос. Евангелието цело време, така да кажеме, си игра со зборови, со настани кои ја откриваат и божествената и човечката природа. Почнува евангелието со зборовите дека Логосот или Христос е Бог, но потоа во 14 си говори дека се всели меѓу нас и стана тело, човек стана. И понатаму низ евангелието и гледаме тие човечки манифестации и божествени и овдека на крстот од една страна гледаме неговиот божествен суверенитет како се контролира, но од друга страна неговата човечка природа. И овој Јован е од апостолите е уникатен, е оној кој повеќе кој истакнува тој момент на човечката природа не само во евангелието и во првото послание, зашто тој како последен автор на новозаветните дела живе во време во кое веќе се појавуваат оние керинтијани или тукетисти, тоест со ширењето на христијанство во елинистичките средини, меѓу луѓе кои биле, така кажем, изградени во тој гностички светоглед, во кој што пак телото на човекот, кој материјално, по суштина е зло, бидејќи сета материја е зла, тоа значи дека неговата чиста душа е заробена во човечка материјална обвивка која треба да биде уништена и така човек да биде ослободен. И во таа смисла за еден гностик, елин, е незамисливо, е вулгарно, понижувачко, некултурно, недолично да се каже дека Логосот зел човечко тело, кое е грешно. Значи, тоа е безобразно за еден елин. И они си барат затоа, зашто тој така е воспитуван, така е граден со тој светоглед. И во еден таков светоглед тој си наоѓа модели како да го обясни, да обясни телесната природа на Христос и од тука се доаѓа до
збор докео, докетизам, што значи привид или фатаморгана. Тоест, учениците имале фатаморгана. Само збор докео значи привид. Изгледа така, но тој нема стварно материјално тело. И затоа, а пак, од друга страна, бидејќи нема материјално тело, докетистите, гностиците, отврлат откупната жртва на крстот. Делото на крстот целосно го отврлат, зашто нели Христос не страда таму во тело. И целото нивно учење за оправдание е легалистичко, со дела, со аскетизам и така натаму. Бидејќи крстот и оправданието преку Христовата жртва на крстот е суштина на апостолското учење, Јован акцентира на тоа овдека. И сака да каже, видов јас крв, видов течност. И затоа кога го пишува првото послание, почнал со зборовите, јас ви пишувам за словото на животот, тоа за она што јас го видов со очи. Ние, апостолите, го гледавме, го допиравме. Јас му се подпирав на грајите, му го слушав срцето како чука. Зборовите му ги слушавме. Тој беше меѓу нас и потоа предупредува понатаму, вели, и тоа е духот на антихристот, оној што негира дека Христос дошол во тело. Што е суштината? Жртвата требаше да биде богочовечка. За Христос да го понесе гревот, нашиот грев на крстот, тој требаше да биде во се човек како нас и да биде целосно. Бог за да биде таа жртва бескрајна. Да се справи со божествената бескрајна правда под која што ние сме осудени на една вечна казна. Сето тоа е, така да кажеме, подмирено со таа бескрајна богочовечка жртва на Христос. Така да тоа е едниот аспект. И сега во водата и во крвта има и символика која црквата уште од почетокот е разбрала. Тоа е тоа традиционално разбирање кој и реформацијата го прифаќа за символиката на крвта и на водата. Символиката на крвта е јасна. Беше потребно крв за да се задоволи Божјата правда. Или кажува во посланието до евреите, без пролевање крв нема прошка. Тоа е крвта на Христос која ја задоволи Божјата правда и донесе помирување. Водата пак, Христос ја спомна водата, го спомна духот и водата заедно. Вели кој дека треба да бидеме родени од вода и тога користи еврејски паралелизам и дух. Духот е додаден како еден градивен паралелизам кој треба да кажем што мисли. И тоа сигурно и повеќето теолози се согласни дека овдека има во предвид она пророштвото од пророкот Езекил, мислам дека беше 36 глава, 24-27 стих, каде што говори за таа очистувачка служба на Светиот Дух. Тој доаѓа и очистува. Така да во Христос ние имаме крв која ја задоволува Божјата правда, и имаме и дејство очистувачко преку Светиот Дух, кој не само ја задоволува казната за гревот, но и очистува од грев. Не ослободува од дејството на гревот. Го решава целосно проблемот со гревот, како вината, така и силата со која гревот действува во нас. И тоа е представено можеби најдобро во химната на Август Топлади, Стено моја, која е целосно посветена на таа слика на крстот. Јас ги сакам химните, многу ги сакам, зашто во себе содржат многу суштина содржат, длабока суштина. Видите како тој е мојот превод, не знам дали го има некаде, не го најдов, вели Карпо или Стено, мислам беше во нашиот традиционален превод, ама Стена е на српски, а? Може Стена како Карпа, добро, јас Карпа сум, Карпа на вековите, разцепена или прободена за мене. Дозволи да се сокријам во неа од сите стравови, од сите опасности. И нека водата и крвта што потекува од твојата прободена страна бидат двоен лек за мене. Да ме очистат од неговата вина, тоест Божјата правда да биде задоволена, и од неговата
сила. Ето колку убаво представено у песната. И сега доаѓаме до самиот контекст на посебе, покрај тоа да кажеме теолошко значење за вакво човечката природа, двете символики и она што го истакнува како суштинско, тоа е исполнувањето на пророштвата. Тоа сака Јован да каже, гледате ли, сето ова е пророкувано. Тоа е Месијата. Тоа е оној кој доаѓа испратениот од Бог, Божи син за спасение. Тоа е пророкувано и Божјата рака контролира. Ево де, тој ги води нештата така да се исполнат целосно тие пророштва. И тука цитира, вели прво, коска негова, од 37 стих, нема да се прекрши. Христос, тој имаше контрола над нештата на крстот и реши во кој момент ќе ја предаде душата, духот ќе го предаде на Отецот. Го предаде пред да биде потребно да се кршат колената. Зошто? За да се исполни тоа што е запишено во Псалм 34:20. Вели, Господ ги чува сите негови коски, ниедно од нив нема да се скрши. Така Јован се повикува на овој момент, кој што псалмите е пророштво. Меѓутоа, има еден друг момент кој што го поврзува пак со Мојсей, со законот. Христос беше најавен како Божјото јагне во првата глава, кој доаѓа за да ги земе гревовите на светот. А времето во кое што го прави тоа Христос е Пасха. А пасхалното јагне според она што беше пропишено во Излез, кога Господ даваше упатствата за жртвувањето на пасхалното јагне, напоменува изрично пасхалното јагне да не му се кршат нозете. Како една слика, пак сенка за Христос. Се исполнува тоа што Христос овдека, тоа што се случува овдека. И затоа Јован вели, внимавајте, ова се случи. Јас бев таму, видов, за да поверувате, вие ви го кажувам. Дека тоа е Божјото јагне, пасхалното, кој за разлика од она во Египет ни отвори слобода од робството египетското, ова не ослободува од гревот. Од она многу пострашно робство. И исполнувањето на тоа робство, на тоа пророштво, дека беше веќе умре, немаше потреба да му се прекршат колената, води сега пак и до еден друг чин, кој треба да исполни друго пророштво. Како Бог гледа? И Јован тоа е воскитен од тоа додека гледал на крстот, не знам дали го сваќал тоа во моментот, но после кога служи и кога веќе доаѓа да го пише во Евангелие, тој се присетува на тие работи, вели, колку сето тоа е контролирано од Бог. Првото нешто се случи да се исполни едно пророштво, ама тоа неминовно доведе до едно друго дејство од римскиот војник, кој пак доведе до исполнување на друго пророштво. А тоа е пробудувањето на неговите ребра. Бидејќи беше мртов, нема ги прекршија колената, требаше сега со копје да се уверат дека е мртов и да му ги пробудат ребрата. И тоа е запишено во Исаја, тој цитира тука буквално, вели, Јован пишува во 37 стих и друго писмо пак вели, ќе погледнат кон оној или на оној кој го прободува. И за тоа цитат од Захарија, 12 глава, 10 стих, е таму малку поинако е запишено. Во нашиот текст исто како овдека, меѓутоа во оригиналниот текст е поинако. Таму вели, кога ќе погледнат на мене, кого ме прободува, а зборува Јахве. И се тој говори за момент, нели кога еден ден евреите ќе погледнат кон Бог, кога претходно го проболе, кога ќе дојде откровение и ќе излее благослов над нив. И сега овдека е таа, нели, врска. Бог говори за себе, дека ќе биде прободен, и овдека го цитира тој текст Јован од Захарија. И вели, еве, се оствари тоа, го прободе, еве, него го прободува. Како Бог го пробода? Така што Синот Божи го пробода. Ја прави таа идентификација меѓу зборовите на Бог, на Јахве за себе и она што се остварува во Христос и повторно да каже, ова е и пророштво,
дека тој е Месијата, но и пророштво дека тој е божествениот Месија, самиот Син Божи, кој се поистоветува со Јахве. Исто така и во Исаја, нели, знаеме за страдалниот слуга, повторно, но Јован не цитира од страдалниот, цитира од Захарија, но и Исаја пророкува за страдалниот слуга, вели беше пробуден за нашите престапи. Така да имаме двојно исполнување на пророштво преку тоа. Како и да е, овдека Јован ги сумира сите тие нешта. Тоа е и пасхалното јагне, меѓутоа тоа е и страдалниот слуга. Тоа е жртвата за нас, ама и тоа е Бог, божествен. И не само тоа туку, тој нарочно избира од Захарија и прави асоциација со Мојсей, со други зборови да каже и законот, како што Христос вели, и пророците говорат за мене. Тоест целото писание говори или сведочи за мене. Така. И тоа е тоа што можеме така најважно да кажем. Ајде да одиме на погребението. Не. Кај се? Погребението. Сега тука исто со детали е опишено ова погребение. Јован решава да вклучи двајца луѓе дополнително во целата таа слика и да даде некои други детали, како количината на смирната која, или мирисливите масла кои се донесени, алој или алое, нели, вера, и смирни така натаму. Ајде да видим што е тука значајното. Ова го нарекуваат, веќе тука има еден момент, Христос е мртов, и сите тие продолжуваат страдањата, меѓу другото, на Христот, се нарекуваат и овие страдања, меѓутоа пасивни страдања. Зашто Христос сега ќе треба да биде положен во гробот, или да искуси таму гроб, кој повторно е дел од нашето страдање како резултат на гревот. Или тоа веќе е оно кулминацијата или дното, така да кажеме, на унизувањето на човекот, неговото полагање во гроб. Така да продолжува откупното дело на крстот и во гробот. Тој треба и во гробот да изврши нешто за нас. Да не ослободи од гробот, така да кажеме. Но тој тук овде го прави пасивно, иако повторно е во контролата на се, исполнувајќи пак и овдека пророштва. Да, до овој момент гледаме како Христос активно прави се, тој ги диктира работите. Кога требаш да биде фатен во градината, Гециманската градина, тој ги однесе таму, да биде фатен. Потоа во целиот судски процес тој така одговараше, така ги водеше на станите, нели, да буквално да ги диригира. Од крстот исто така ги диригираше нештата кога, нели, разговараше со Јован, со Марија и останати кога во кој момент ќе каже жеден сум, во кој момент ќе каже Боже мој, зошто вас, во кој момент ќе го предаде духот, сето тој го диктираше. Сега веќе треба некој да го симне од крстот, не треба да го положи во гробот, но и овдека пак ќе видиме една негова контрола на неговите на сите тие нешта. Ајде да тука има вакво повторно пак ќе кажем моменти на исполнување преку Јосиф на пророштвото. Јосиф е овдека вклучен. Тој е спомнат од сите евангелисти и тоа во добра светлина, меѓу другото, некако малку Јован како да ги засенува работите. Например, Лука вели дека е богобоазлив човек, го очекува Божјото царство, вели дека е член на Синедрионот и е праведен, потоа Матеј мислам вели дека е добар и праведен човек. Така да во позитивна светлина е представен Јосиф. Само додава еден момент, Јован дека се плашил. Бил ученик на Христос, ама се плашил. Се плашил или бил, така да кажеме, таен ученик поради страх од јудејците. Но јас сметам дека овдека Јован нарочно го вклучува овој момент, зашто тој е таму,
е најизложен од сите кои што се присутни на укор, на опасност, како член на Синедрионот. Ајде да видиме што тој прави. До тој момент тој е таен ученик, но веќе тој станува одјавен појавен. Не може тоа да биде појавен, зашто тој ќе биде оно што ќе го симне Христос, тој ќе му ги извади шајките од рацете, ќе ги одврзе, ќе го симне. Тој што ќе го замота во овие платната. И тој ќе го даде својот гроб и ќе го положи во гробот. И тој контраст со учениците. Што ќе загубе учениците ако беа таму? Да, и они беа уплашени. Што имаа да загубат? Јосиф имаше многу што да загуби. И не само Јосиф, и Никодем е во истата ситуација. Ке видиме и неговото представување. И сметам дека Јован точно тоа го има во предвид. Оне кои што се плашат сега тука на крстот, гледајќи ги страдањата на неправедните страдања на Христос, гледајќи неговата реакција, достоинството и гледајќи сите тие пророштва што се исполнија овдека, Јосиф реши да излезе од тајноста. И тоа не покажува дека оно што е вистински ученик не може да секојаш да остане таен ученик. Тој ќе излезе. Ќе го земе тој смел чекор и ќе ја земе одговорноста, последиците и се друго. Не знаеме како завршува Јосиф, меѓутоа тој го прави тоа овдека, јавно излегува. И другото нешто што го прави е го бара телото од Пилат, тој да го погреба, значи тој да го земе телото и тој да го погреба. И тука има отстапување од правилата, меѓу другото, бидејќи според римските закони, распнатите на крстот како разбойници биле погребувани во една заедничка гробница тука, во непосредна близина. И тоа треба да биде судбината и на Христос и на тие двајца разбойници. Меѓутоа Јосиф очигледно и тој авторитет, како член на Синедрионот го употребува и го бара телото. И му е дадено, што пак укажува на Божјото дејство. Пилат можеше да каже, не ти го давам, тамо ќе заврши, зашто тоа е процедурата. Меѓутоа, како што вели поговорката во 21 глава, срцето на царот е во раката Господова, како водните потоци. Тој ги насочува потоците на реките, така си го насочува и срцето на управа. Така што и овде ќе гледаме таа контрола на Бог. И така го прави тоа Јосиф, го симнува телото. И тука веќе се појава и Никодим, кој 2 пати го видовме досега во Евангелието. Интересно е што првиот пат кога го сретнавме, Јован, без некоја голема потреба, но очигледно со причина, вели и дојде ноќе кај Христос. Во 2 глава, во 3 глава во Евангелието. И овдека истото го кажува Никодим, кој порано беше дошол ноќе, пак ноќе. Зошто 2 пати треба да потенцира дека ноќе дошол? Во темнината, да не го видат, нели? Очигледно е истата идеја кој што ја користи и за Јосиф. Немаше потреба да спомне дека Јосиф бил меѓу тајните ученици, зашто другите тројца не го спомнуваат тоа. Меѓутоа овдека вели 2 кои до тој момент беа тајни, кои се крија. Да, во 7 глава, кога фарисеите организираат процес против Христос, Никодим каже, ова не е според правилата. Но тука ние кажем дека Никодим е човек кој што сака да ги следи упасата, легалист. Видите овдека, 2 од илегали излегуваат, кога сите бегат. Они што беа со него, цело време учениците бегат од страв, ове сега излегуваат во јавноста. Кога е најопасно. И се поистоветуваат со Христос. И не само што доаѓа, тука пишува дека околу 100 литри смирна и алој носат, таму има шишина големи, понекогаш остануваат празни, 10 вак. Нели по 10 литри се? Не знам. Не, мислам дека се по 10. По 10 се. 10 такви. Сигурно на кочија ги донал. Тој се подготвил за тоа. Ги натоварил и ги донал. 100 литри
мириси не се носат туку така. А пак за цената да не збориме. Ги користеле за да ги натопат тие платна со кои што ги виткале телата на починатите, за да од истите причини, како што ние денес украсуваме гробови, да ја неутрализират или да ублажат миризбата од смртта, миризбата од мртвото тело. Тоа е единствената причина. И некако да го зачуват, ако може да го мумифицират телото на починатиот. Многу миризба, многу смирна алој биле употребени за овие. И знаете овдека, гледам пак грижата. Бог кон својот син гледа со достоинство. Не дозволи колената да му се прекршат. Не дозволи неговото тело да види разбагање. И не дозволи да биде погребан меѓу разбойниците. Да, тој требаше да пострада како разбойник, но немаше потреба да биде погребан со разбойниците. И беше поштеден. Знаете што? Нему беше обезбеден царски погреб. Ова го пишува за царевите Аса. За гробот на Аса пишува дека оддалеко мирисаше на миризливи масла. Се од тука православната традиција влече и за светците кога ќе умрат, нивните гробови мирисат, и дури они се многу погорни, зашто во Стариот Завет светците мириса нивните гробови, зашто алој става тамо и мирис. И Смирна денешните велат дека туку така мирисат, што е уште поголема работа, отколку во древноста. И така, времето било кратко, многиот нов гроб, тоест Јосиф, самиот тој според Матеј го кажува тоа, тој е гробот на Јосиф, кој што е употребен и таму е положено вакво телото на Христос и повторно се исполнува заповед. Од Исаја 53:9 му определија гроб со злодејци, така требаше да биде според законот, но тој беше погребан кај богатиот, со царски погреб. И така, Бог не дозволи да му биде скршенето една коска, тој не дозволи да биде понижен Синот Божи во гробницата на разбойниците. Тоа е Божјата гриша кон Синот. Кон Синот кој го зеде сето тоа на себе, понижување, за да нас не избави од понижувањето. И знаете, тоа носи утеха. И тоа е утехата. И тоа е ова вистината која треба да ни помага, не како поговорка, не како психолошки ефект, туку како вистина, да не се плашиме од смртта. Знаете, Христос е представен во Евреите 2:10 како зачетникот на нашето спасение. Избор што зачетник може да значи и извор од онот кој што почнува, ама истиот збор има значење и на водач, некој што го предводи тоа спасение. Од него започнува и тој го води. Тој го изработи на крстот, ама и тој не води. Тоест, тој оди, идејата за некој кој што предводи, а другите одат на изодена патека. Така, Христос заради нас беше на крстот за да ја земе осудата кој што нам не припаѓа. Пред нас отиде таму. Христос пред нас отиде во гробот за да искуси смртта и мизеријата на гробот. Пред нас го искуси воскресението за ние еден ден, иако ќе видиме распаѓање на нашите тела, но нема да останеме во правда. Знаете, во она осуда што Бог ја дава кон човекот, како последица на гревот во Еденската градина, последното е и во прав ќе се вратиш, каде што припаѓаш, и прав во прав ќе се претвориш. И тоа е така, сега, не зборам за некој нихилизам и дека неправедните ќе исчезнат. Идејата е овдека. Во сите тие казни што Бог му ги дава на човек кој што прво она духовна смрт, оддалуван и така натаму, на крајот ти ќе бидеш прав. Ништо. Правта е нешто што само се расејува.
Оно каде што завршуваат на крајот на краиштата и животните. Која е разликата во смртта меѓу човекот и животното? Коските им се само различни. Меѓутоа, правта е една иста и на животното и на човекот. Христос отиде таму од тоа да не избави. Да, нашите тела ќе искусат распаѓање, но во воскресението на Христос и обновување. Нови тела, нераспадливи ќе добиеме. Во тоа дело што Христос го искуси на крстот. Еднаш тела кои повеќе нема да видат болка, нема да видат солзи, нема да видат маки, нема да видат страдане, туку вечни, нераспадливи тела. И тоа е нашето охрабрување. Кога поминуваме, добро, немаме веќе таков страх, но во други нешто од кои се плашиме, нема потреба да се подпевнуваме, а во исто време, нели, да ни тупка срцето од страх, зашто Христос веќе поминал од таму за нас и ни донел избавување. И нека Бог ни даде сила и разбирање да живееме така. И најмногу за она што е вечно и она што е сигурно. Оние кои што не веруваат во Христос како Спасител, тие не можат да имат надеж. Тие живеат со тој предизвик, страшен предизвик, пред кого секој се соочува. Предизвикот на гробот, предизвикот на правда, на целосно губење на се што било овдека, на порамнување, и најбогатиот и најбедниот во гробот се исти. И најобразованиот и најпростиот во гробот се исти, изедначени, како еквилајзер, порамнати. И добриот и лошиот, освен ако во Христос не ја положиме надежта и во Него добиеме сигурност за она воскресение што Христос го искуси и ние во Него за вечен живот во Божјото царство. Каде што се вреднувано овдека, според неговите стандарди, ќе добие една вечна вредност. Затоа, за да не биде најмрачната мора, дојде кај Христос. Тој ги прима сите што доаѓаат, кои ќе ја признаат својата вина, грев и неопходност од неговото спасително дело. Потребно да му се довериме и тогаш заедно да му служиме со таа надеж што е поставена пред нас, зашто гробот, освен што подсетува на наш крај, подсетува и дека животот е краток. И затоа е разумно да го потребуваме. Не за безсмислени, несуштествени работи. Зашто еден ден, тоа кратко време, што сме го користеле овдека, ќе треба да добие вечно вреднување. Ке има ли што да биде вечно вреднувано? Нека Бог ни помага во тоа и да не води. Тој да ни дава надеж, тој да ни дава вера во сето тоа и благодат да го живееме животот кој тој го има за нас. Па да се молиме. Татко Небесен, ние живееме во таа реалност. Има страв. Никој од нас не сака да умира. Но смртта е реалност и ќе дојде тој ден. И во тој ден нашата надежда е дека ќе бидеме во Твоето присуство. И тогаш ќе пееме за Твојата спасителна сила. И тогаш ќе Ти оддаваме сета слава. Ќе пееме колку е величествено делото направено за нас. Не ќе пееме заради страв, да не се плашиме, туку од радост. Зашто таму нема да има страв, таму нема да има тревоги, таму ќе бидеме со Тебе. Не можеме ни да го замислиме тоа сега. И целата вечност ќе ја поменуваме во нашите обиди да сватиме колку е длабоко се тоа што Ти си го направил за нас и ќе Те славиме непрестајно за сето тоа. И сега, Господи, сакаме да Те славиме. Зато дај ни разбирање, расшири ги нашите познавања, расшири ги, Господи, нашите погледи, да благодариме за жртвата што ја принесе за нас и да живееме достојно на таа жртва.
Ти благодариме за крвта и водата, за таа очистувачка служба на Божиот Син која е извршена за нас. И се молиме секојдневно таа благодат, таа милост која се излева од Тебе да не усовршува, преобразува, променува, за да бидеме достојни на Тебе, да го живееме Твојот живот. Ти благодариме, Татко, за сето тоа. Небесни Оче, во Христовото име,